Екипата на Тетекс го загуби првиот надпревар од пролетниот дел на втората македонска кошаркарска лига. Составот на Радовиш кој во зимската пауза се засили со неколку квалитетни и искусни прволигашки кошаркари, успеа да забележи победа од 91-71. Надпреварот започна одлично за кошаркарите на Тетекс, понесени од големата поддршка која добиваа од трибините. Домашните кошаркари ја добија првата четвртина со 22-14. Во вториот период кошаркарите на Радовиш брзо успеа да ја стигнат негативата, но домашните играчи повторно го вратија водството и на паузата заминаа со предност од 37-34. Во второто полувреме комплетно различна слика на теренот. Кошаркарите на Тетекс речиси на половина од третата четвртина ги постигнаа првите поени, но веќе гостите имаа убедлива предност. Тетекс третиот период го загуби со 28-10 и победникот на овој надпревар веќе беше решен. Последниот период беше само формалност на резултатски план. Екипата на Радовиш на крајот забележа победа од 91-71. Мислим дека заслужена победата на Радовиш. Пруживме максимум, меѓутоа се види дека квалитетот е на нивна страна и мислим дека ако вака одиграме како прво полувреме и во наредните надпревари, сигурно ќе извојуваме добри победи. Благодарност до сите овие деца, мислим дека не бодре максимално, пруживме колку што можеме, се надаваме дека ќе ги следуваме на следните надпревари. Прво да кажам, не очекува ваков отпор на Тетекс, ми изненадија, свака час, остаја срце на терен колку може да дадаа максимум. Ние очекувавме да победиме тука уште во прво полувреме или во прво полувреме одигравме многу слабо, посебно на дефанзивен скок. Ние направи многу офанзивни скокови што е недозволиво за наша искусна екипа под кош да доминира Тетекс во прво полувреме. Шутово ред не ни фати прво полувреме, али тоа ако имавме ние компензиравме со дефанзивен скок, немаше проблем, тоа беше контра, полуконтра, тешко ќе се бранеа. Али тие ни напаѓаа на втор трет напад што резултираше со тој резултат во прво полувреме. Второ полувреме веќе погодивме отворени шутој и одбрана поагресивна, неколку топки укравме на центар, имавме ситуација 1-0, ги решивме, разлика се направи 20 и толку и заврши, и се си дое своје место, али потрошивме доста енергија во однос на тоа што очекувавме. Кошаркарите на Тетекс следниот надпревар ќе го одиграат за 2 седмици, со оглед на тоа дека идниот викенд ќе има пауза во првенството поради одржувањето на завршниот турнир од Купот на Македонија. Следен противник на Тетекс ќе му биде екипата на Феникс, а надпреварот ќе се одигра во Скопје.